Еве ви пренесовме убави импресии од рибникот Тополник, кој што се наоѓа во Кочани, во близината на Браната градче. Убавите песни на Миле Кузмановски, еве се обиделе да привлечат и многу внимание и многу гости. Се надевам и оние кои што сакаат еве во текот на овој убав викенд да си поминат убави моменти, може токму ова место ќе биде нивната дестинација за одмор. А ние во нашето време ќе патуваме низ времето на документарниот филм, навистина интересно нешто кое што денеска ќе ви го презентираме, фестивалот на креативен документарен филм кој што ќе се одржува во градот Скопје од 21 до 28 август во Куршумлијан, и затоа со мене денеска во нашиот Алфаскоп, заедно со мене мој соговорник, нашата прекрасна Петрула Велјановска. Петрула, добре ми дојде, малку повеќе ќе денеска ќе говориш за она што ќе се случува на овој креативен документарен филм или фестивал. Па ете дојдовме конечно до еден мал јубилеј на Македокс. Тоа е 10-тото издание на овој фестивал за креативен документарен филм. Како што кажавте во најавата, тој оваа година ќе се одржува од 21 до 28 август. Во Куршумлијан ќе биде главната програма. Секако имаме и втор стејдж пред Куршумлијан на платото на пред платото на Музеот Македонија. И исто така имаме дел од програмските активности ќе се одвиваат и во Младинскиот културен центар. Таму ќе биде секако детската и младинската програма на фестивалот. Инаку можам да се пофалам дека оваа година имаме 70 документарни филмови од повеќе земји. Од разни земји во Европа и светот, и секако ќе дојдат авторите на филмовите, многу продуценти, директори на фотографија кои биле дел од филмските екипи кои ги снимале овие документарни филмови, така што оваа година Македокс ќе има околу 100 гости од разни земји во Европа и во светот. Но рековме не радува заради тоа што ќе имаме 10 македонски филмови, што е за многу пофалба за нас, нели? Тоа нас ни беше многу интересно, затоа што оваа година и покрај тоа што го славиме 10-тото издание, значи 10-тиот роден ден на Македокс, сета за овие 10 години така спонтано се случи, нели, да имаме и 10 македонски документарни филмови на фестивалот, и тоа ќе бидат филмови од Титовски самрак, од скоро починатата рано починатата Билјана Гарванлиева, една авторка која долги години работеше во Берлин, и сега мажот Имануел Зимер го довршува незиниот филм и ќе има светска премиера на Македокс. Потоа имаме еден краток документарен филм Господата од Современа на младата режисерка Ана Алексовска. Имаме исто така еден краток документарен филм кој се вика Спасение на младиот режисер Никола Ивановски, кој што ќе има исто така премиера на Македокс во студентската програма. Имаме 4 кратки документарни филмови од нашата документарна домашна школа на Македокс, која се вика Доку Николци, и тие ќе имаат премиери исто така во Младинскиот културен центар во склоп на таа младинска програма на фестивалот. Исто така имаме еден филм кој е на младата режисерка Лидија Мојсовска, кој се вика Ритамот на клавето, кој исто така е во продукција во продукција на Македокс, само е во соработка со Dallas Black Dance Theater во Тексас во Америка. И секако на крај на затворањето на фестивалот ќе го кренуисаме со долго очекуваната премиера на филмот Медена земја, и како што ние имаме обичај да кажеме, ете, секирата ни падна во мед, и на 10-тото издание
Так. На македонски го имаме Ханиленд, значи филм кој што ги освои трите главни награди во Санденс, беше номиниран на 30 реномирани светски и европски фестивали и веќе освои околу десетина награди. Така што ние можеме само да изразиме благодарност до публиката што стрпливо чекаше до Македонск за да има можност да го погледне овој филм, тоест да се случи таа отворена премиера на Медена земја и секако благодарност до екипата што ни даде доверба ние како фестивал да организираме премиерата на овој толку успешен веќе документарен филм не само во македонски рамки, туку моментално број 1 документарец во европски и светски рамки, за кои што пишуваа како и нашите локални медиуми и многу други светски медиуми. Додека јас и ти разговаравме, во етерот ни одеа снимки од Куршумлијан, тоа магично место каде што се прикажуваат филмовите и подготвувајќи се за емисијата прочитав и добри критики, рецензии од врвни луѓе кои што биле новинари присутни, од многу режисери кои што учествувале во тие на тој фестивал, на вистина убаво велат магично место за прикажување на филм. Да, секако. Во текот на сите овие 10 години многу гости и многу луѓе поминале низ нашиот фестивал, како и од Европа, така и од други земји во светот. Многу новинари, критичари и секако посебно авторите кои ќе дојдат да го прикажат својот филм на Македонс, особено се воодушевени од самиот амбиент кој што го создава Куршумлијан како еден безвремен простор во срцето на старата Скопска чаршија, каде што целата атмосфера заедно со публиката и целата таа симбиоза на тимот на Македонс, проекцијата, гостите што се дојдени на Македонс и секако волонтерите кои многу морам да ги пофалам, кои многу ни помагаат за да добиеме целата таа атмосфера и да се уреди целиот тој амбиент. Така што да, многу од нив, например, дури изјавуваат дека би сакали втор пат и трет пат да дојдат на Македонс и дури веќе имаме и голем број на такви случаеви кои што ќе дојдат втор пат или трет пат на Македонс. Еве, например, режисерот на краткиот филм на отварање Мисерикордија, кој што е еден режисер од Шпанија, Ксави Мирадес, веќе трет пат ќе му биде да дојде на Македонс и роден ден ќе му биде точно на тој ден и баш ми пише пред некој ден дека баш се радува дека ќе може овде да го прослави, така. Да. Ова ќе биде надпреварувачка програма, поделена на 5 дела, така како што разбрав, и дека вашата главна награда е Кромит. Кромит, да. Ајде малку да кажеме за Кромит и како ќе тече се. Детално Кромидот е уствари символ, лого уште од самиот почеток на Македонс, пред се затоа што ние кога размислувавме што да ставиме како лого, нешто што е едноставно, а што има многу приказни да раскаже, како и самите документарни филмови, сметавме дека најдобар символ е Кромидот, затоа што Кромидот има многу слоеви, можеш да го расцепкуваш слој по слој, а сите авторски документарни филмови секогаш имаат повеќе слојни во својата содржина. Кромидот расте во земјата и документарните филмови секогаш доаѓаат од вистинските, автентични приказни на луѓето што живеат на таа земја. Кромидот предизвикува солзи, а секогаш и документарните филмови не се со хепи енд, не се бајки, тие секогаш предизвикуваат голем број на емоции, некогаш солзи, но секако некогаш солзи на тага, но некогаш и солзи на радост. Така што сметавме дека Кромидот е дефинитивно за нас најдобриот символ со кој што би можела да ја представиме креативната документаристика. И затоа така и наречен креативна. Да, и од таму потекна идејата и наградите да бидат поврзани со Кромидот, па затоа доделуваме 5 награди на Многу Македонс. интересен ми е да, со тоа што главната надпреварувачка програма, тоест во наградата Кромит оваа година ќе се надпреваруваат 10 документарни филмови,
за наградата Млад Кромит, која што е награда која доделуваме на млади автори, тоест автори на кои што ова им е прв или втор филм. Ке се надпреваруваат оваа година 8 документарни филмови, потоа имаме награда Сечкан Кромит, која што е награда за краткометражен документарен филм. Во оваа година за таа награда ќе се надпреваруваат 18 документарни кратки филмови и секако имаме награда која викаме ние Кокарче, тоа е семето нели на Кромидот, и таа награда е за студентски документарни филмови и многу сме среќни што оваа година успеавме да добиеме и парична награда за овие студентски документарни филмови од 2000 евра, од стимулативни, за да ги стимулираме од Карен ТВ, за да ги стимулираме студентите се повеќе да размислуваат на документарните филмови и да создаваат се понови документарни филмови. И секако последната награда има еден етички аспект во документарниот филм, таа викаме награда за етички идеи, која што правиме еден избор од сите овие филмови што ни се прикажуваат на фестивалот и имаме едно посебно жири од разни уметници или личности кои што сметаме дека се релевантни во јавноста да оценуваат филмови, тоест повеќе да го оценат етички, не само естетскиот, туку и етичкиот аспект на филмот, колку се манипулира со сликата, колку режисерот манипулира со протагонистите и дали тоа го прави или не, и да видиме да се види таа комплетност. Кажано да видиме колку е искрен филмот. Така, дали е вистински. Да. Бидејќи документарните филмови ги мислиме за највистински, нели? Без глума, без наметнување на нешто или шминка. Филмски град, 7 дена, градот Скопје. Интересно ќе биде. Патувачко кино. Ова, да. Покрај програмата оваа година на Македок, секако имаме и морам да ги спомнам и двете работилници кои што ги организираме во склоп на фестивалот. Тоа се само да кажам дека оваа година главна тема на фестивалот е копродукција, затоа што во изминатите 9 години и свативме дека за да направиме нешто и за да бидне овој фестивал треба многу лобирање, аплицирање, соработување со разни институции, многу работа. И многу енергија, многу работа. И се се сведува сепак на еден вид на соработка, а соработката фактички гради некој вид на копродукција. За да сметаме дека копродукцијата е еден вид на рушење мостови меѓу филмските професионалци и фестивалските организатори и публиката и дека на тој начин се гради една подобра работна атмосфера за понатаму и секако се градат подобри културни врски меѓу земјите во регионот, Европа, секако и во светот и се создаваат едни подобри комуникацијски мостови во сите сите страни на светот. А денеска во 21 век, мислам сите знаеме дека тие комуникацијски мостови, тоест самата комуникација е се. И поаѓајќи од таму, свадевме дека за 10-то јубилејно издание сепак најдобрата главна тема да ни биде копродукција и затоа сакаме да организираме една работилница која што ќе води една продуцентка од Берлин, која што ќе дојде, Јана Цисар, и таа ќе има своја работилница на оваа тема за копродукција. Тоест како од идејата на вашиот филм да можете да ја спроведете во реалност, во Даут Пашинамам на 22 и 23 август, а секако на 24 август еден голем режисер на документарни филмови, моментално број 1 во светот, кој што со неговите филмови оди низ сите реномирани светски фестивали. Тој е режисерот Виктор Косаковски. Оваа година имаме голема чест тој да дојде на нашиот фестивал, да присуствува со својот нов филм кој се вика Акварела.
поради сликата и звукот, поради посебни барања на режисерот и на... Ќе биде ли во надпреварувачко? Да, ќе биде во главната надпреварувачка програма, но нема да го прикажуваме во Куршумлијан, само тој филм ќе се прикажува во киното Милениум, токму поради тоа што има самиот филм има посебни технички, звучни и да, и визуелни барања. Така да на 23 август во петок од 21 часот ќе биде прикажан филмот на Виктор Косаковски Акварела во киното Милениум, а следниот ден во Да баш и намам режисерот ќе одржи мастер клас како се снима филм, едноставно убав час, документарни филмови кои се неговите правила, но за на крај да ни каже дека сите треба да си ги следиме своите правила, така што јас би ги поканила сите да дојдат да го видат филмот и секако да го посетат мастер класот на Виктор Косаковски, пошто сметаме дека тоа е едно од најдобрите доживувања што може да му се случи. Петрула со многу љубов ни го пренесе сето ова патувачко кино кое што ќе се случува. Ова е за фестивалот. Сега патувачкото кино беше во јули месец, бевме оваа година правевме регионално патувачко кино. Во Радожда ни беше базата и оваа година, поради тоа што ни беше во соработка сепак во некоја копродукција, нели како што спомна, со Албанија и Македонија, со Маруби Академијата од Тирана, одбравме неколку 3 села од страната, од албанска страна на Охридското езеро и 4 села од македонската страна на Охридското езеро, и токму поради тоа оваа година го крстивме нашето патувачко кино околу езерата, затоа што на крај бевме и во Пустец, кој што на Преспанското езеро, и така и се вративме во Скопје секако со големи импресии од сето тоа. Прочитав и на YouTube веќе има и убави, реков, и рецензии, и критики, и пофалби дури, многу убавини. Да, уште само би сакала да спомнам за фестивалот, уште една интересна програма, а тоа е дека оваа година токму земја во фокус ќе ни биде Германија. Тоа е земја која што моментално гради најголем број на филмски копродукции во светот и посебен акцент ќе дадеме на некои стари источно-германски филмови. Голем број на автори на тие филмови ќе дојдат во Скопје на фестивалот и тука ќе можеме со нив да дебатираме и да разговараме како било да се снима филмови кога додека Берлинскиот зид постел и додека Берлин бил поделен и како е сега кога Германија е обединета и кога веќе тој Берлински зид не постои. Оваа програма е поддржана од Гете институтот во Скопје, така што би ги поканила сите да дојдат, со режисерите ќе бидат тука, после проекцијата на филмот ќе има разговори со нив и знаеме дека оваа година нели е 30 години од рушењето на Берлинскиот зид, дека е 100 години од движењето од Баухаус движењето, така да Германија слави 2 големи јубилеи и ние имаме особена чест да придонесеме нешто повеќе за тоа со овој наш 10-ти мал јубилеј на Македокс. Уште една соработка интересна што оваа година Македокс ја направи со некои фестивали и би сакала да ја спомнам, тоа е дека оваа година детската програма на Македокс е организирана заедно со еден голем и веќе фестивал традиционален кој што постои 61 година. Тоа е фестивалот за документарни анимирани филмови Док Лајпциг, значи фестивал кој што се одржува во Германија. И на особено задоволство заедно со нив оваа година ја креиравме во соработка со нив детската програма и заедно селектиравме 11 анимирани кратки филмови за деца од школска и предшколска возраст и еден анима документарен филм кој е еден вид на нов поджар во документаристиката каде што се комбинираат анимирани техники со документарна 61 година тоа се искуство. Да, и тоа ни е особена чест дека ете Док Лајпциг
поверува во нас и кога им пишавме дали би сакале заедно да курираме програмата за деца, зашто сметаме дека секогаш треба сериозно да се размислува за детската и младинската програма, затоа што сметаме дека младите луѓе се иднината на киното понатаму. Но сепак и ова вие што го работите е нешто што многу значи за нашата земја. Да. Сепак искуства, работа, труд, ангажирање и нешта кои што ќе се прикажуваат и во наредните години кои што идат. Значи, дај Боже да дочекаме и ние вака да се фалиме повеќе од 60 години, нели, јубилеј. Петрула, ти благодарам што беше исцрпна, што беше мој гостин во Афаскоп, што презентиравме се што е можно. Уште да кажеме дали ќе имаме влезници или нема да има влезници? Сега секој така, тоа треба да се каже на гледачите и каде може да ги... Точно, да. Од денес на онлайн публиката може да купува влезници преку мрежата Купи карти за се. Имаме фестивалска карта која што важи за сите проекции за работилници на фестивалот, која кошта 1600 денари од денес. Инаку пред проекции секако може да се купат билети во пред Куршумли Ан и за првиот и за вториот стејдж. Така што... Кој што ќе си одбере. Така, да, не. Да. Уште еднаш ти благодарам, посакувам многу успехи оваа година и да ни дојдеш со импресии, повторно да ни кажеш како се помина. Да, фала ви многу на поканата, па се надевам пак ќе се видиме. Така, секој добро за вас. Ние одиме со рекламите во 12 часот, а вие бидете заедно со нас и по 12 ве очекуваме токму со нашиот Афаскоп магазин.